парите од свадба, нели стандардна свадба, ќе го направиме тоа што сакавме секогаш да го направиме, да си отвориме наше студио. Почнавте на Ленинова во станчето од 60 квадрати. Компанијата која што во меѓувреме прерасна со скоро 40 вработени и се расло и на 3 компании, сега Smart Living е групација. Како требало да изгледа Скопје кога се размислувало плански како да се изгради? Танге вели во едно интервју дека сака за Скопје да замисли еден нов ѕид, но не ѕид кој што одделува и раздвојува, туку ѕид кој што спојува. Само да разјасниме една работа, на Скопје сите тие градби поземјотресни се потпишани од македонски архитекти. Што е нешто што може би некој холандски дом не би се нашло или во некој друг дом, а во македонски сите сакаат да го има. Маса на пуштање. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа Што го врти светот, стиснете subscribe и like. Здраво, Иван, Што го врти светот? Здраво. Ви благодарам прво за поканата на емисијава на овој подкаст. Што го врти светот? Добрата мисла и позитивната енергија. Според мене, тоа е една моја максима која што најверојатно не само што го врти светот, туку и ги движи сите работи кои што понатаму допринесуваат за светот да биде вртен. Добро, супер одговор, позитивен старт. Сега ќе поставаме едни прашања кои што се кратки во формат или, значи мора да се избере едно. Okay. Проектирање на градби или креативни интериери? Проектирање. Добро. Урбанизам или ренесанса? Ренесанса. Ова малку ме чуди од човек што предава урбанизам, ама топ. Можеме после и да го елаборираме, ако сакаш. Може. И 3D Max или AutoCAD? AutoCAD. Добро. Ова мислам дека многу други архитекти би го кажале, не знам зашто го сакате, мене ми изгледа само на празен лист кај што се ставаат сите оние елементи, ама ќе ми објасниш. И тоа може да го елаборираме, фантастична аналогија има за тоа, така што може да зборнеме и за тоа. Добро. Не е прв пат да го слушам. И сега како е седењето, јас дојдов на идеја да те поканиме, затоа што нели првично размислувавме за нов сетинг во Што го врти светот. Сакавме поисправено седење, малку откачани елементи да додадеме во нашиот сетинг и така дојдовме логично до Smart Living. Се слушнавме и дознавме дека не е само ова, туку работите и многу други работи, е супер стартап кој што почнал како таков кај нас, а сега сте многу поголема компанија со повеќе елементи. Прво ми беше интересно, кога прочитав дека сте се откажале од парите од свадба за да отворите бизнис и ова ми е многу супер. Не сте се откажале, туку сте ги инвестирале во бизнис наместо во патување, што е обично случај. Па да, баш така. Парите од свадба, нели стандардна свадба, македонска, свадба е голема. Свадба добијаш плико, пликовата ги собираш. Јас имав ковид свадба, така да тоа не го. Треба да ја повториш. Да. И нели собираш после тоа поклоните и така натаму и не знам, купуваш кола, не знам, идеш на патување и така. Ние се договоривме со сопругата. Не се ни договоривме, него тоа беше така, по автоматизам се отиде дека ќе го направиме тоа што сакавме секогаш да го направиме, да си отвориме наше студио. Не архитектонско, не мебел салон, туку едноставно студио каде што јас и мојата сопруга Бојана ќе го работиме она за кое што сме учеле долги години во странство и сакавме со тоа да се покажеме ние како професионалци во Македонија, односно да докажеме зашто сме се вратиле во Скопје. Каде ви беше студиото прво? И дали уште ви е таму? Не е таму, сменивме 3 локации. Првата локација беше на Ленинова 14А, првата адреса наша, сега Аминта 3 се вика улицата. На аголот со Илинденска, со булеварот Илинденска, тоа е едно фино аголче, ние го трансформиравме во убав простор. Беше дел од зграда од 50 години изградена
Ја сменивме и фасадата, фарбавме со некоја кул боја, уште стои така. Направивме едни фенси скали надвор за да има пристап од тротоар. Така да веќе тоа сега се престори во простор, сопствениците веќе го издаваат, сега веќе си има други кираџи внатре. Али многу ни е драго бидејќи еден простор од 60 метри квадратни беше дел од каде што ја започнавме приказката за која што долги години сонувавме дека некогаш ќе биде. И Сега ви е фамилиарен бизнис практично. Да, секако. Мислам, од тоа живееме двајцата. Јас и сопругата сме архитекти, по вокација не сме бизнисмени, туку сме архитекти, дизајнери, луѓе кои што сонуваат за убави работи, луѓе кои што сакаат да патуваат и да носат новитети. И како ви функционира тоа? Например, во делот на многу луѓе нели се секогаш на недоумица дали е паметно да се почне бизнис со партнерот, дали мислам домашниот партнер, маж, жена, што и да, дали нели ќе има некои конфликти, дали ќе се носи премногу работата дома, како е тоа кај вас? Добро, вашата работа е креативна, може тоа е некој плюс, ама си ја носите работата дома или има некое правило, работевме до 5, од сега веќе не работиме? Па види, најверојатно целиот концепт успева бидејќи ние тоа не го гледаме како работа. Пред се. Го гледаме како начин на живот, бидејќи тоа што Smart Living го работи е тоа што ние го сакаме, тоа што е во нашата крв, во она што секогаш сме посакувале да бидеме. Тоа е дел од нас. И од тој аспект и не го гледаме како работа. И од тој аспект нема до 5, нема ни носење работа дома или каде работата завршува, каде почнува приватниот живот. Секако дека има, но не сакам сурово тоа да личи на публиката која што не слуша. Но едноставно кажано ние уживаме во тоа и стануваме со архитектура и со дизајн и со креатива во главата, си легнуваме со архитектура, со дизајн и креатива во главата. И каде стигнавте со таа креатива дизајн? Почнавте на Ленинова во станчето од 60 квадрати, кој што предпоставам беше и првиот салон или не? Да, беше првиот салон. Ние во 60 квадрати направивме студио за архитектура и салон за мебел во 60 квадрати. И работевме Тоа е архитект, ќе му најде чаре на просторот. Ама до каде сте сега? Што работите сега во моментов, после нели години поминати со Smart Living, Каре го донесовте како бренд, меѓутоа кога разговаравме, ми кажа дека има и многу други сегменти кои што не се така видливи во дуќаното, компанијата ги работи посветено. Јас знам дека работите станови, згради, ама што друго и што е вака најинтересно како предизвик? Океј, вака на почеток малце историјат, неколку реченици од Ленинова. 5 години бевме на таа локација. Отворивме со супер журка, затворивме со уште подобра. Добре. Следниот ден се префрливме на една локација која што беше пеш на 2 минути. И пак журка таму? И пак журка таму, сериозна, нормално. На Орце Николов, 74, ни беше другата локација, повторно Агол. Да, вие знам. Визави малата бензинска пумпа на Макпетрол. Да. Таму бевме, таму се префрливме на 150 квадратни метри, направивме една галерија, горе ни беше архитектонското студио, го зголемивме просторот на околу 200 квадратни метри. Фантастичен простор, таму останавме уште 5 години и секогаш мислевме дека Дебар мало ќе ни биде местото од каде што нема да заминеме, но така некаде 2018 почнаа да ни се вртат мисли дека ни треба уште поголем простор и дека приказната на Smart Living не застанува тука, не застанува во мало салонче за намештај и во мал простор кој што е архитектонско студио, туку дека тоа треба некако да доживее некоја своја ренесанса. И токму тогаш одлучивме да се преселиме во Карпош, најдовме добри локации, ги купивме, супер супорт од банка, направивме некои покрупни чекори во однос на бизнис аспекти и така натаму, да сега сме префрлени на Варшавска 1 и таму ни е хедквотерот, таму сме на скоро 1000 квадратни метри. Компанијата која што умеѓувреме прерасна со скоро 40 вработени и се расло и на 3 компании, сега Smart Living е групација, се создадена од 3 различни фирми, компании. Едниот сегмент се занимава со продажба на мало со мебел, осветлување и аксесуари. Во склоп на Smart Living продажбата имаме и салон во City Mall на втори кат, визави Нептун,
каде што исто така има дел од сортиманот, се занимаваме со дистрибуција и продажба на повеќе од 30, можеби 40 брендови, најразлични од цел свет. Држиме неколку франшизи, ексклузивен партнер сме за Болија од Данска, за Каре Германија, за Зауфер и Дачбон од Холандија, за Пилонес од Франција и т.д. Има доста големи брендови кои што ние ги носиме и ги застапуваме ексклузивно за нашиот пазар. Се обидуваме тоа некако преку курирање на дизајн, ја така велиме, со мојата сопруга, одбирање на вистинскиот дизајн и во комбинација со други дизајни да склопиме амбиенти кои што ќе дефинираат еден лајфстайл или некои си трендови кои што низ текот на годините се менуваат, а ние се обидуваме доследно да ги следиме. Да. Другите сегменти два на компанијата се архитектонско студио, кое што се вика Суперблок. Тоа е посебна компанија со околу 15 вработени внатре луѓе, заедно со администрацијата која што го води. Компанијата Суперблок, архитектонско студио, работи на голем број проекти, од микро до големи проекти, значи од интериери на станови до проектирање на, не знам, старски домови, хотели, едносемејни куќи, колективно домување. Што преферирате? Што ви е поинтересно кога ќе дојде стан да се уреди или ете старски дом каде што луѓето ќе треба да поминат нели голем дел од животот, ама има и многу практични елементи што сигурно тука треба да се размислат, добро состојба, здравствени моменти, кадар и така натаму. Што ви е поинтересно, поголем предизвик? Па со ова фино дефинираше архитектурата. Убава реченица, кажа вака, баш ја раслои. И токму тоа може би е дефиниција за архитектурата. Секако нас мене ми лежи, мислам, тоа е, затоа сме и во професијата. Буквално проектантските задачи се она кое што за нас е најдрагото и најдрагоценото во целата наша професија. Да проектираме простори, да формираме места, да создаваме нова архитектура од нула, значи од табула раса, да се создаваат архитектонски проекти и да се градат понатаму. Така што интериерите секако се домен кој што е многу интересен, може многу да бидеш креативен во интериерите, многу учиме од интериерите, бидејќи со интериерите влегуваме пак во туѓа архитектура. И Добре. Smart Living можеби е една компанија која што е можеби најинтуитивна во контекст на современото архитектонско проектирање во Македонија, бидејќи нема каде не сме правеле интериер во нова или во стара зграда во Скопје. Супер. Така што ги знаеме сите проектантски мани и доблести на и новите и на старите проекти кои што се прават сега. Можете да ме прашате за секој архитектонско студио. Старите се подобри, новите се подобри, ама мислам дека веројатно сите си го одразуваат времето во кое што се градени одредени услови. Ќе го зборуваме тоа потоа. Сакам да прашам конкретно за Smart Living во разговор со архитектка, баш кога се спремав за епизода и ми вика: Уни беа меѓу првите што донесоа нешто ново, модерно на пазарот. Претходно имаше, да кажеме, премиум парчиња, имаше можност да се купи нешто интересно, ама често па и се увезуваше од странство. Луѓето кои што може да си дозволат нешто различно во домот, беа луѓе кои што беа најчесто екстремно богати. Но вакви модерни, различни парчиња, аксесуари за во домот и слично, меѓу првите ги носите вие на ваков начин, кои што подсетуваат на оние големи, да кажеме, дизајнерски имиња во светот. Не ги имавме ние толку многу и некако повлековте нога со едни нови типови на уредување на станови, кои што се поразлични, пошарени, поспецифични, секој со свој карактер. Дали се чувствуваш така дека имате некој пионерски чекор и што се некои трендови сега што се најинтересни, затоа што од почеток ги следите трендовите во светот? И преку саеми, и преку набавка на мебел, што е тоа што во моментов е најхит? Види, не сакам да бидам нескромен, но мислам дека навистина повлековме специфични чекори во нашето поднебје, во нашиот делокруг на затоа јас други прашувам, не гостин. Да, се согласувам, но сепак од моја перспектива некако на друг начин ги доживувам работите, бидејќи од секогаш сум бил опкружен со добар дизајн и добра креатива околу мене. Сум живеел многу години во странство, исто и сопругата, така да оттаму носим и некој ноу-хау и
некое знаење во себе, можеби така ни е всадено од таму кај што сме живееле и сме учеле, да тоа некако се обидовме да понатаму да го аплицираме и да го имплементираме во во местото каде што сме родени, во Скопје. И сега, добро прашање, дали сме ние пионери, јас не знам, но се осеќам дека сме направиле еден исчекор, сме излегле од клишето на дизајнот и на интериерното уредување во Скопје и во Македонија. Се обидовме да го направиме дизајнот да биде достапен за секому. Имавме неколку слогани и неколку максими по кои што се водиме. Едната од главните максими по кои што се водиме е дека дизајнот треба да биде достапен секому, токму тоа беше како слоган. И една втора, која што можеби уште поважна, таа е дека на англиски ти беше слоганот се уште ни важи take your pleasure seriously, е фактички нешто кое што треба да не замисли што значи дизајнот во интериер. Тоа е нешто слично како и модниот дизајн. Во што се облекуваме ние, во што го поминуваме денот, кој е нашиот лајфстайл, кој е нашето представување кон светот, што треба се да не дооформи нас како карактер и да не представи на другите, односно како ние себе си најдобро може да се опишеме во светот и да се поставиме. Домот е еден добар медиум да го пренесе тоа, да го пренесе нашиот карактер, да го дооформи и да го дополни нашиот карактер. Се сложувам и во оваа насока. Многу сум размислувала, нели сите сме во онаа фаза каде што можеби ги уредуваме првите или вторите домови во кои што живееме, кој изнајмува простор, па прв пат влегува во него, па сега што може тука да се направи, кој прави поголем стан и така натаму. И првото она што го мислише, зошто ти е потребен архитект. Јас во искуството до сега мое што го имам, меѓутоа и во разговор со колеги архитекти, архитектот не е трошок, туку некогаш може долгорочно и да заштеди, затоа што архитектите имаат еден пристап да го направат просторот функционален, а многу често кога влегуваме ние со некои своји замисли, па ќе купиме некоја супер парче тука, па ќе ставиме некоја боја што ни се допаѓа, на крај може да се најдеме во простор кој е неуреден, е непрактичен, не можеме да готвиме, немаме каде да ги ставиме работите, особено за кујните е тоа проблем. Понатаму облеката каде ќе ја ставиме, ни се умирисуваат јакните. Ако најмите добар архитект, тој сето тоа ќе го предвиди. Како изгледа кога архитект ќе влезе во стан? Како размислувате? Прво гледате во кој бој ќе биде или финалното, или прво гледате како ова практично да го искористиме овие 50-60 квадрати? За мене естетиката е многу површна работа. Добре. Јас секогаш кога гледам простор, стан или човек, го гледам во целата негова суштина. Не ме интересира тоа што се сретнувам на прва, ме интересира подлабокиот смисол на работите кои што лежат во таа заднина. Дали е тоа човек, стан или некој уметничко дело или што и да е. Станот и просторот во кој што живееме пред се треба да биде квалитетен во однос на сите негови потребштини, за да можеме ние да бидеме срекни, да се чувствуваме здраво, да се чувствуваме безбедно, да се чувствуваме во својот полн потенцијал, да бидеме задоволни од нашето обкружување во нашата приватна сфера. И тоа само може да го направи добра архитектура. Добра архитектура не е бојата, добра архитектура не се декоративните елементи на зидовите, лајсните, завесите и фенси софата што ќе ја купите од Smart Living или од друга некоја продавница. Не, архитектурата е просторот. Архитектурата е вистинското количество на природна светлина под вистинскиот агол. Архитектурата е ориентацијата на објектот во кој што е сместен вашиот стан или куќата, доколку имате на кој начин ориентирана, со односот, со контекстот, во околината, со најблискиот контекст. И што е подобро во однос на, извини што те прекинав, ќе продолжиме, ама што е подобро во односите така кога се бираат станови на позиција и така натаму, освен светлина, секако знаеме дека е важна, но видете север, југ. Да, видете сега, јас, например, би советувал секојаш да има југоисточна ориентација станот и така натаму. Имавме еден клиент сега скоро и на првиот состанок ја цртаме куќата и објаснувам како собата, мастер бедрумот е со југоисточна ориентација и клиентот ми вика: "Стој, мојата спална ќе биде на север."
Вика, јас Добре. не сакам светлина од сабајле и така. Така да и тоа е многу субјективна работа. Ние можеме да кажеме кои се тие битни елементи за еден well-being во просторот. Може да се повикаш и на Feng Shui, може да се повикаш и на Neufert, може да се повикаш на еден куп интелигентни списи, интелигентни книги, луѓе и така натаму кои што ги направиле тие правила и нормативи, но сепак тоа е многу субјективно. Архитектурата тука е еден вид адвокатура, да одлучи, да пресече и да направи правилни чекори и да го искрои просторот по мерка на човекот. Да. Но на тој човек кој што треба да живее внатре во тој простор. Дали само внатре во просторот или надвор, прашувам затоа што често гледаме дека патеката е тука, а луѓето цело време фаќаат друг пат, па нели во трева се прави патека и сега јас лично, зашто така размислувам, викам добро, дали се нормални да поминуваат, па еве ми е патеката, ама сестра ми која што е архитект ми вика не, значи ако од овде е пологично, може требало да размислат тука да е патчето, ако баш сите поминуваат тука. Колку треба и надворот, затоа што урбанизам предавате, ќе се префрлам и на тоа, ама колку е битно и надворот станот да одговара просторот на луѓето што живеат таму. Ние сме си, како што сме си, најкраткиот пат ќе го бараш секогаш. Види, ова е многу фино прашање, за ова зборуваме на факултет. За ова зборувам и со моите студенти. Што значи контекстот во контекст на архитектурата? Контекстот на архитектурата. Што значи позиционирањето на, односно типолошките и морфолошките концепти на тоа како архитектурата се позиционира во простор. Да не навлегуваме сега во некои такви теми кои што се малце по многу време ќе ни земат. Малце да се навратам на ако сакаш запиши си факултет. По конкретен одговор, фантастични се тие патчиња во паркот кои што ги избегнуваат асфалтираните патеки. Јас ги обожавам тие патчиња. Добре. Ги обожавам. Најверојатно парковите има веќе и такви некои концепти и методологии на проектирање на јавен простор каде што се остава само тревна површина и после 5-6-7 месеци се читаат тие патерни на движење на луѓе по изгазеноста на тревата, па така се формираат патеките. Нели, ја користиш колективната интелигенција на човека за да можеш да го направиш просторот да биде поинтуитивен, нели? Да. Нема ништо по моќно од колективната интелигенција. User experience. Па и сега во мај што се отвора Венециското биенале во Венеција, најголемиот фестивал за архитектура во свет, од кураторот Карло Рати, еден од фантастичните умови на архитектурата, млад архитект, и темата е постави токму така, колективна интелигенција. А тука кај нас, што ќе биде темата, затоа што веќе почнавме, вака ја отворивме темата за биеналето, ќе има и во Македонија, во Скопје биенале. Те прашувам тебе како соодветен соговорник. Ме буцкаш. Да. Да, биеналето се одржува еднаш во 2 години, нели, од таму името биенале. Бимас е составен дел од суштината на архитектонското славење во Македонија и еден од најголемите случувања, според мене, фестивал за архитектурата во Македонија. Оваа година Бимас се отвора во октомври, така барем го закажуваме, се уште тоа неофицијално не се излезени уште информации. Јас од скоро сум поставен како председател на Бимас и ова прв пат го кажувам во јавност. Добро. Каде што се обидов да ги искористам сите оние мои истражувачки походи низ декадите кои што сум некако вплеткан во академијата, во архитектонската теорија. Во меѓувреме работам на докторат на филозофскиот факултет под менторство на професор доктор Антоанела Петковска, да ја поздравам, фантастичен социолог, исклучителен пријател и ментор. И ние поздравуваме. Да, фантастичен лик, ја обожавам, која што ме научи многу и ме поттикна да размислувам малку во еден сосема поинаков правец. Да ги искористам тие начела, социолошки начела во контекст на урбаниот дизајн, каде што градот се става во втор план, човекот е во прв план, бидејќи градот е за човек. Не е обратно, не е човекот за град. За жал тоа
таа дистинкција и хиерархија малку се менува во овие години, но тоа е друга тема. Темата која што ја поставив за БИМАС и Асоциација на архитекти од Македонија ја прифати, напишав еден манифест многу интересен, е на тема колективна одговорност, односно преразмислување или создавање на нови парадигми во архитектонското проектирање. И кога ќе размислиме темата што значи колективна одговорност, најверојатно ќе ни стане јасно дека одговорноста е можеби главниот принцип и главниот двигател, главната нишка која што преовладува кога треба да создаваме простор, да создаваме град за човек. Да, ова има логика и повеќето градови веројатно ги создавале за човекот во прв момент, меѓутоа исто така било и со Скопје, која што ако ја видиме старата мапа која што ти ја реконструираше затоа што некако ние успеавме да ја уништиме, Скопје исто бил многу интересно осмислен како град, нели се требало да стигнува на едно место, па ги имаме оние специфични градби кои што требало да никнат, дел од нив постојат, дел допрва требале да се направат. Како требало да изгледа Скопје кога се размислувало плански како да се изгради и зошто секаде оваа мапа, па дури и во Токио добива награди и во модерно време, а ние некако сме избегнале магично? Па видете, можеби тоа избегнување е она кое што направи да бидеме поинтелигентни на едно повисоко ниво. Ќе образложам се, сигурно се прашуваат луѓето што тресе глупости. Не ќе се вратиме на тоа за денеска, добра поента е, да. Поентата е таа, токму тоа избегнување трае веќе еден век, повеќе, 120 години. Првиот генерален урбанистички план на Скопје се појавува на почетокот на 20 век, тука некаде 914 година од еден планер Димитрија Леко, кој што за прв пат го изцртува за прв пат генерален урбанистички план на Скопје. И потоа тој домино ефект некако на такви генерални урбанистички планови, односно според мене можам тоа да го парафразирам во идеологии, глобални идеологии на планирање на градови, се прелеваат во Скопје низ низа настани, политичко, економски, социјални настани, војни, повоени, меѓувоени периоди, предвоени периоди и така натаму. Знаеме 20 век колку беше комплексен век, најкомплексен најверојатно. Такво нешто најверојатно нема да доживееме, да, таква комплексност нема да доживееме, бидејќи тој отскок на технологии се прави на вистина еден голем дел на турбуленции, не само кај нас. Кај нас се насетуваат тие турбуленции, така што тие генерални урбанистички планови кои што следат, не знам, Леко 14-та, Михајловиќ 29-та, Кубеш 47-48, Кензо Танге 64-та, 65-та, односно со Константин Доксијадис и целото тоа поле на урбанисти кои што го планираат подземјотресно Скопје, па понатаму во постмодерната во 80-ти години распад на Југославија, преобмислување на градот повторно во еден нов контекст, во едно ново политичко опкружување, во едно ново државно опкружување, во едно ново идеолошко опкружување. И сад наназад, ако се навратам, тие идеолошки опкружувања кои што се менуваат во 20 век, прават од Скопје да биде еден амалгам од најразлични урбанистички идеологии кои што оставаат траги, силни траги на урбаното ткиво, се врежуваат внатре во урбаното ткиво, оставаат последици на социолошките, односно прават социолошки импликации врз народот кој што живее, го програмираат народот на еден соодветен начин. Секој нов план го програмира народот на еден нов начин. Да, но не изгледа се тука многу плански дека е направено. Конкретно го спомнав овој на Кензо Танге затоа што го реконструираше ти или кој е правилниот термин, не знам, ама затоа што го изгубивме, повторно се појави благодарение на тебе. Раскажи ми малку за тоа за идејата. Јас бев можеби еден од актерите кој што се најде во право време на право место, со прави интенции. Кензо Танге е еден од 8 тимови кои што се поканети за архитектонско-урбанистичко решение на централното градско подрачје на Скопје по катастрофалниот земјотрес од 63 година.
Тој конкурс интернационален, каде што учествуваат 4 архитектонски урбанистички студија од светот и 4 архитектонско-урбанистички студија од Југославија, е организиран од специјален фонд на Обединетите нации, заедно со власта на Југославија, со Тито, каде што се обидуваат од Скопје да направат една нова, современа, во глобален контекст призната приказна, која што ќе привлече и ќе го зацврсти влијанието на Југославија на глобалната сцена. Значи Скопје беше искористен како една одскочна даска за тоа да покажеме на светот колку сме ние моќни во интелектуалното преразмислување на градовите. Загреб, Љубљана, Белград и така натаму со традиционално ткиво и така натака се оние кои што некако и одскокнуваа од целата таа приказна. Скопје, а во тоа време и Сараево исто така понатаму во 80-тите години, беа една точка каде што можеше Југославија да се покаже на едно современо и постмодерно ниво на глобалната рамка на урбаниот дизајн и на архитектурата. Нешто ново. И токму тоа се случи со Скопје. Тој специјален фонд на Обединетите нации го организира овој конкурс, бидејќи главните урбанистички планери на постземјотрес на Скопје не е тимот на Кензо Танге, туку е тимот кој што го води еден фантастичен урбанист од Атина, грк, Константин Доксијадис, еден од најпознатите, најроминираните урбанистички планери на 20 век. Можете да прогуглате неговото име, да ви стане јасно. Каде што тој тим, поширок, Константин Доксијадис, заедно со македонски тим, југословенски тим, тим од Полска и така натаму, водат еден поширок проект за урбана реконцептуализација на Скопје после земјотресот, одлучуваат да централното јадро го остават на конкурс. И токму тој конкурс под специјалниот фонд на Обединетите нации се организира, каде што овие 8 бироа, кои што ги кажав претходно, странски и наши, учествуваат на тој конкурс. Првата награда преку културен надпревар на народите се дошла до решение. Да речеме, да. Каде што првата награда ја делат студиото на Кензо Танге и студиото на Мишевиќ и Венслер од Хрватска. И заедно работат или 60% првата награда одике Танге, 40% одике Мишевиќ Венслер. Двата модели на реконструкција на централното урбано јадро на Скопје се фантастични. Двата концепти имаат многу во себе. Што имало нешто вака кое лично ти остави впечаток? Пример за градби кои што требало да се случаат или за идеи кои што требало да постојат. Не се толку градби во урбанизмот колку што се повеќе концепти. Што победило според тебе кај нив? Па сега ми доаѓаат два збора, не знам со кој да се изразам. Можеби тој флоу диаграм на движење, хиерархија на движења кои што студиото на Танге ги представува, односно ги обмислува за Скопје, ги имплицира врз старото ткиво на Скопје, се оние кои што го носат таа прва награда. Не збориме тука. Сите патишта водат кон плоштадот? Кон Рим. Кон Рим. Да, германците имаат еден супер збор, се вика јаен и дајне. Таа хиерархија на инфраструктура, внимавајте, тоа е многу битен збор, бидејќи не зборуваме само за патиштата, него зборуваме кои патишта, какви патишта и на кој начин тие патишта се преклопуваат. Е она кое што на Танге му носи првата награда. Концептот за централното урбанистичко јадро на Скопје да може да биде функционално за пешак, комплетно функционално на пешак, заштитен од временските случувања, заштитен од сообраќај, заштитен од бучава, е тоа кое што ја носи првата награда на Танге. Танге вели во едно интервју дека сака за Скопје да замисли еден нов ѕид, но не ѕид кој што одделува и раздвојува, туку ѕид кој што спојува. И од таму доаѓа концептот на градски ѕид. Тоа е еден од неговите клучни елементи кои што го обединуваат некако тоа централно урбано јадро преку еден фантастичен инфраструктурен проект за домување и за мешавина од функции, кој што денеска го знаеме како градски ѕид. Да. Тој модел на градски ЗИД претрпува многу варијанти. Деветата варијанта на крај, тој е code name, девета варијанта победува на крај за имплементација на градот, каде што
врз која што работат понатаму домашни архитекти. Колку време се правело целото ова? Само да разјасним една работа, на Скопје сите тие градби поземјотресни се подпишани од македонски архитекти. Значи, Да, Танге знам. не е архитект кој што е подпишан зад градбите на Скопје, иако многу луѓе мислат дека се што е во стилот на брутализам, она со бетон, дека е на Танге, само железничката станица, транспортниот центар е негов проект кој што не е никогаш завршен до крај. Останата така да виси, бидејќи и самата инфраструктура на железници никогаш не била доведена во во таков развој како што јапонците имаат замислено дека треба во Европа да биде развиена во годините, во декадите кои што ќе дојдат. Здравје, ќе биде, да. Тоа со возот на сите, мислам и со железничкиот транспорт дека ни е голема болка. Ама генерално многу и добри работи биле направени. Сега доста зборувавме за тоа време во кое што нели се планирало, македонските архитекти биле вклучени во градење, создавање на градбите. Сето тоа е супер, меѓутоа денеска се наоѓаме во многу населби, не во сите. Прво да кажам, има населби кои што се супер плански уредени, ама повеќето населби, особено во главниот град, стануваат малку хаотични и непрактични за живење. Особено тука, ајде, ако да ги издвојам, Кисела вода центар се навистина, нема никаква практичност веќе на просторот, многу се ретки оние паркови, паркчиња каде што може да се застане, кој што порано ги имало игралиште, има недоволно градинки, училиште и така натаму. Има ли назад од оваа позиција, затоа што нас како што не изгледа, тоа е она што се случило и сега сигурно нема згради каде што живеат луѓе да се рушат. Како може да се среди лудилото или да најдеме некој интересен концепт на промоција на тоа лудило, па да ставиме, не знам, некаде градини на кровови или што и да е друго? Во општините работат луѓе, тие луѓе се македонци, тие луѓе се од нашето обкружување, поле ги познаваме и лично. Образовани се тука, живеат тука, имаат своји фамилии тука, така што мајндсетот на луѓето кои што живеат тука е оној кој што е двигател на процесите. Еве ќе ви кажам еден пример, можеби луѓето што го слушаат овој подкаст ќе се присетат. Имавме гласање, референдум за поставување на трамвај во Скопје. Не памтам. Која година? Па дали беше 2001. Добре. Нешто така. Затоа. Може и 2001 беше. Ке се присетат. Не е ни толку важно точно која година. Имаше референдум. Граѓаните изгласаа дека не сакаат трамвај. Зошто? Прашете ги граѓаните. Граѓаните се тие кои што работат во општините, граѓаните се тие кои што го создаваат и ги создаваат социјалните политики на градот. Не ги создаваат германците, не ги создаваат норвежаните, ги создаваат македонците. Треба да си направиме некој наш македонски систем, веројатно, на живење. Така е. Со тоа што градот е секогаш процес, градот е како организам. Градот му треба декади, столетија да функционира, да си ја најде својата позиција, па повторно да падне во некоја дупка, да се уништи, да се запали, да се сруши од земјотрес, од поплава, од воена, од непогода, од болест и така натаму. Повторно пак да израсне, со тоа се прави порезилиентен, поспособен, поинтелигентен ткивото на градот и народот, меморијата на градот. Таа е таа која што цело време во некој си константен флукс, таа се менува, таа се движи како метаболизмот на човекот, на метаболизмот на организмот. Па нели архитектурата и урбаниот дизајн на Кензо Танге е правец кој што е наречен метаболизам. Мислам дека тоа се случува секаде и веројатно треба да се работи и на економските прашања, односно не е само да каде ќе отидат луѓето да живеат, иако тоа влијае на тоа дали некој ќе остане во сиромаштија, влијае дали ќе живее блиску до богато мало или ќе остане гетоизиран во некое полошо мало. Колку ние работиме на тоа во Македонија? Затоа што кај нас имам чувство дека одредени мало се како отцепени, иако често се блиску до центарот на градот, таму ние сме се помириле дека луѓето ќе си живеат сиромашно, нема да поставиме некои правила и така натаму. Колку е потешко за такви луѓе да се извлечат од сиромаштијата, од криминалот во кој што живеат? Види, кај нас се уште нема толку изразени класни разлики, како што има во Европа. Во Европа не можете вие ни да дојдете во тоа мало, ни во ресторан да седнете да јадете. Да. Затоа што прво нема да ве пуштат да влезете, второ не може да платите сметката.
во Скопје се е веќе се уште е за среќа, се уште е измешано. Колку и да луѓето мислат спротивно, тоа е така, ако се направи аналогија нормално со другите градови во Европа и за тоа како се да не збориме за Америка или за некои други градови во Азија, како тоа функционира таму. Да, таму е можеби најизразено. Па секаде е изразено, идете во Лондон, мислам таму имаш луѓето што живеат во источен Лондон и во Далстон или не знам во тие некои делови и тие веќе се гентрифицираат полека, не може да замислат ни да отидат да излезат на пијалок во Мейфер, во централен Лондон. Ако некој го познае Лондон, знае што зборам. Да. Не му ни текнува, не ни оди там. Разбирате. И сега зашто? Зашто тоа е таква една сегрегација. Значи, оштра, жустра, буржоаска сегрегација која што на сите нивоа го цепка градот на гета. Да, и е генерацијска, кај нас немаме толку, сепак. Кај нас не, се уште не сме стигнали до таму, а мислам дека ќе стигнеме. Ќе стигнеме, но сепак тоа е онаа нишка и суштина за која што ја се фаќам за Скопје. Дека има уште потенцијал кај нас. И јас мислам дека и тоа многу има потенцијал, не само за развој урбанистички, туку веројатно и за многу други типови на развој, затоа што кога ќе почнеш на одредено ниво, полесно е да се менуваш и да одиш напред. Како изгледа тоа во регионот? Дали имаме некои добри примери? Па и во Македонија, еве, можеби да се издвојат, ама барем да го видиме регионот, добри примери на градови кои што се развиваат, има нови градби, модерни, да не зборуваме само за оваа социјалната компонента, туку и за развојот, затоа што гледаме дека интересни градби никнуваат на секаде, привлекуваат многу луѓе, бизнис и слично. Да, има повеќе призми кои што може да го гледаме тоа. Сега ја можам на прва да кажам, да, Тирана, не знам, е плейграунд на суперстар архитекти. На сите не е јасно. Да, сега нешто такво се случува. Тоа се случува веќе 10 години назад. Јас не знаев, јас до пред кратко време не знаев, можеби нели пошто не доаѓам од да кажеме архитектонската фила, сосема нешто друго работам, но блиските што ми се архитекти во последниве години тоа почнаа да го зборуваат доста дека да станало баш игралиште за архитекти. На суперстар архитекти. Од суперстар архитекти. Што се случува таму? Малку за оние што не слушнале. Па што се случува? У Тирана се случува се. Мислам, тоа е една мултикултурна сцена на некој урбанистички развој кој што за мене е непознат. Се уште тоа е малце за мене ново. Според брзината на која што тоа се случува, колку е тоа здраво за еден урбан развој, се уште не знам, ќе си покаже иднината. Ќе видиме. Правецот им е правилен со сите своји турбуленции во политиката што ги имаат и во тоа што се случува колку што следам на вршна политика, колку што го следам Еди Рама кој што беше градоначалник неколку мандати, па понатаму нели премиер, кој што ги зачна тие некои си чекори, кој што памтиме Тиранот пред 10 години, каде што започна да ги фарбаат фасадите, па да разбиваат гета, да сегрегираат мала. Сето тоа е мач со двеоштрици, знаете, брзината на која што тоа се случуваше. Тоа се случи, за 10 години не се многу. Тоа се случуваше и во Париз во 18 век. Барон Хаусман, еден архитект во тоа време, доби задача да го разбие градското ткиво на Париз, за да може да се спаси градот од болести, од нечистотија, од некои такви работи. Тоа беше на прва, но фактички за тоа на Наполеон беа концептите да се донесе една нова состојба на контрола во градот, со пробивање на тие големи булевари. Тие големи булевари што се денес во Париз се во 18 век направени агресивно низ ткиво на град, кај што луѓе живееле, преку 20.000 луѓе се раселени во тоа време, во еден момент останале на улица, избркани, без идеја каде би можеле да живеат. Таа агресивност секаде, ни сите примери кои што ги следиме и што ги учиме и така натаму, и брзината и топ-даун процесот на делегирање на такви процеси не е здрава како стратегија. Треба да дојде од долу нагоре. Може би кул изгледа. Да, знаете, да. Вау, види сега што направи во Тирана. Све е супер, но таму има и други работи кои што се убави во Тирана. Прво, имаат фантастично крајбрежје, имаат супер контакт со Италија, имаат трговски врски. Мислам, тие некои работи се најверојатно многу поважни и посуштествени неголи тие 3-4
објекти од суперстар архитекти кои што личат на циркус. Сам по себе секој можеби е Да. добар, квалитетен или неквалитетен, небитно, изгледаат фантастични од целата своја суштина, но е така еден како некој експо на архитектура, која што не многу најверојатно нема да допринесе, може само да направи гентрификација, да ги дигне цените на становите, Да. нели? Да расели групации на луѓе што живееле претходно тука, да се веќе не може да живеат или мора да продадат и така натаму. Така што тоа е, ќе кажам, мач со двеоштрици и затоа реков и на почеток. Низ која призма треба да го гледаме регионот на развој на градовите за да сватиме да тоа е стварно развој. Например, има и посуптилни концепти како Солун, например. Солун е еден фантастичен град. Со позициониран географски на една многу добра локација, бидејќи има пристаниште и така натаму. Што прави Солун? Солун го развива аеродромот. Отвара нова писта, отвара нови летови и така натаму, сака да допринесе со подобра конекција со светот, за да може да донесе супер инвеститори, да може малку да влезе во поглобалниот систем на функционирање, неголи овој балканскиот, каде што нели најазда на македонци и бугари и срби почна да купуваат станови во Солун како блесави. Па сега они воведуваат данок, нели за малце да ги отргнат тие што се на НЕУ, за малце да отворат простори на тие од Германија и така натаму. Нигде, значи, не можеме да купиме стан ни у Скопје, ни у Солун за некое време. Сакам да кажам дека начинот на кој што се гледа развојот не треба да се гледа само низ оној директниот, естетскиот, на прва мегаломанскиот или на прва кој што е убав на око или така, кечи. Треба да ги гледаме посуштествените промени. И сега, 3 компании кои што се растаат, се бават со бизнис и така натаму, надвор од професорската работа. Прво, како се наоѓали време за спиење, подкасти и слично, и колку се битни сите други луѓе кои што се вклучени во растот на компаниите, особено за оние кои што почнуваат со бизнис да знаат, не знам, како да се најдат вистинските луѓе. Вие работите со луѓе од креативци до економисти до сметководители. Како таа компанија, како таа комуникација се прави, дали имате HR кој што работи со луѓето или вие сте тука цело време hands-on. Како функционира тој елемент? Ако се пребројат, ева колку вработени се? Па скоро 40. 40? 30 до 8. Ваму се па студенти, значи како работата со луѓе функционира? Како? Многу тешко. Добре. Да, мене не ме бива со луѓе многу. Ама затоа сопругата моја ја бива. Поздрав. Да. И на старт ја спомнавме, ама еве уште еднаш. Да, без неа ништо. Да, таа е машината. На вистина толку многу се вложува во целата оваа работа. Имам и 2 деца и така натаму и фамилија сме и си идеме на скијање и си идеме по одмори и се уживаме и сакаме да готвиме и сакаме, не знам, се да правиме. Да гледаме филмови, да слушаме музика и целата таа работа фактички е сршта на работата лежи зад тоа заедништво. Знаете, тој моќ на заедништво и на разбирање е клучен во се ова што го спомна сега ти. И затоа и добро испијам, имам и време и да си прочитам книга и сакам и да слушам и музика добра и да си бидам окей со сите на работа и така натаму, бидејќи тоа не е топ-даун процес. Како што важи за градот, така важи за компанија, така важи и за фамилија. Не може ништо да биде топ-даун, не смее да биде топ-даун, мора да има да има bottom-up концепт на органско делување на работите. Мора природно да ги оставиме некои работи да функционира, бидејќи така се најпрактични. Како ние патекчиња што ги кажа во паркот. Да. Да. Ги оставаш да видиш како ќе ви биде на вас да си го уредите. Тоа е bottom-up. А топ-даун се оние кои што се наметнати, асфалтирани со бекатон наредени преку ноќ, кои што луѓето им се наеднаш адхок поставени, неприродни. И затоа човекот вика, ости тие бекатон, од тука ќе си помена. И сега фактички ние доста ова сме го дискутирале во однос на, нели има на интернет 2 теории како требало бракот да функционира. Дали треба овој да биде главата, дали треба овој да работи, оној да работи. Во реалноста, секоја заедница, каква и да биде, дали компанија или брак, си има некоја своја динамика и секој си носи нешто и секоја си е различна и треба да си се развива како што двајцата луѓе, тројцата, петорицата или 40 сакаат и можат. Така што мене ми е ова супер поента. Интересно е дека не е само во овој случај, имавме пред некое време и пианист, чија што жена е диригентка. Двајцата се екстремно успешни во тоа што го работат и истото го кажа, баш пристапот со љубов, поддршката еден за друг и тоа е тоа.
многу е basic кога не се занимаваш со теоретизирање премногу. Па да, треба да се остават малце работите органско да течат. Да. Значи тоа е се и во бизнисот, и во политиката, и во урбаниот дизајн, и, Да, во и во бизнисот? академијата, секаде е така. Ама кога ќе отидете да побарате кредит, ви викаат колку ќе растете следниве години. Што е одговорот на тоа? Па Органски. Можеш плејада на одговори да дадеш. Да. Прво треба да знаеш со кого збориш. Прво треба да знаеш на која врата ќе чукнеш за да побараш кредит. Трето треба да бидеш сигурен во тоа што го сакаш. И тоа се цени. Значи, тоа може би во Excel табелата нема колона на колку е сигурен човекот, со бројка да ти го одреди, нели, капацитетот, но сепак тоа влијае. Нели? Сигурно. Тоа влијае, бидејќи Може би и најмногу. еве ние сме стартап, нели? Сме биле стартап. Да. Не сме наследиле компанија од татко, од мајка, не сме наследиле ништо, сме наследиле само знаење и добро воспитание и супер образование. Тоа е она што сме го добиле од нашите фамилии, од мојата и од сопругата фамилијата, и затоа сме екстремно благодарни на нашите фамилии. И тоа е добар старт. Некогаш И тоа е најдобриот старт. Повеќе не ти треба, повеќе само може да те расипе. Повеќе само може да те направи да бидеш понеспособен. Да ти ја одземе таа способност, бидејќи за да те направи нешто способен, треба малку да знаеш како да одиш низ скал. Ако не си одел низ скал, ако не си се борел и се рвал сам, тогаш ти не можеш да бидеш силен. Например, ако сакаш да си силен, што правиш? Одиш во фитнес и вежбаш, дигаш тегови. Ги малтретираш мускулите. Што е фитнес ако не е да си испотиш кардио, нели? Тоа е малтретирање на телото. Зошто? За да биде посилно. Така Нели? и во растење на бизнис. Па да, затоа што и мозокот е мускул кој што треба да го малтретираш за да размислува, за да даде инпут интелектуален аутпут, за да може бизнисот да расте. Без тоа не може, без мускулот горе, исто како бицепсиве и квадрицепсиве што ни се, нели, за да трчаме, да скијаме или да играме тенис, ако не ги развиеме правилно, тогаш нема спортот да го правиме добро. Исто и мускулот мозок, ако не го развиеме правилно, нема да го правиме правилно и спортот бизнис. И тоа за инвестирањето во човекот наместо само во бројките за бизнисот, сега ни го кажа човек кој што во основата на работата, инаку математичар од Стенфорд, и тоа го работи, вика јас инвестирам во бизнис, неговата компанија. Тоа има основата на работењето. И како ги бирате? Човекот. Вика, многу мене ми е побитен човекот во кој што инвестирам, зашто треба да знам дека ако ова не е доброто решение, ќе го бара подоброто решение. Така што не е ова само архитектите дека работат со срце и со мислење, ете во овој случај го прават тоа и економистите. И сега кога сме кај економските параметри становите, морам да прашам што се случува во однос на прво имаме екстремен раст на цените на станови во Скопје. Веројатно делот тоа е поради преголемата побарувачка на станови. Меѓутоа, од друга страна и младите, новите семејства и така натаму бараат и купуваат се помали станови за живење, за разлика од порано каде што ако имаш семејство одиш во куќа да живееш, сега некако и со па и повеќе детни семејства сепак сакаат да живеат во стан, блиску до центар и така натаму. Оваа промена на тренд зошто се случува? Поубави се малите простори или што е причината? Па видите, најверојатно и целата таа општествена ситуација која што се смени од 90-тите па навака, не направи да бидеме поинакви луѓе. Ја направи државата да биде со поинакви капацитети на инвестиции. Луѓето кои што собирале долги години некои финансии на страна и кои што сакаат да инвестираат, а не се директно инволвирани во некои бизнис стратегии, најверојатно тоа им е наједноставниот начин како може да инвестираат, да затворат некои пари во станови кои што се нели како сигурна инвестиција. Инфлацијата е многу агресивен економски инструмент кој што ја јаде вредноста на парите како такви. Нели некој квантитет на пари сега во наредните 10 години ќе изгуби вредноста, но ако ги вложиме тие пари во некоја недвижнина, после 10 години таа недвижнина во најпесимистичката варијанта ќе задржи вредноста на соодветно еквивалентен квантитет на пари во тоа време, како што се вложиле сега. Да. Еви да не порасне квантитативно, но ако 100.000 евра денеска вредат 150.000 евра за 10 години, станот ќе ти ги врати 150.000, нема да ти ги остане 100.000 што си ги ставил под перница.
Јас сакам да зборувам за трендовите за уредување на станови. Многу добар и затоа што баш еве сега те имаме тука, многу добар муабет беше тој дека порано имало, не знам, италијанскиот стил преовладувал, па не знам, одреден тип на маси се користеле и слично. Кои се сега стиловите кои што преовладуваат во уредување на стани? Дали е еден или се 2-3 стилови кои што луѓето ги бираат? И што значат практично за тие што не знаат? Модната индустрија најверојатно е предводник и предвесник на сите овие работи, исто како што уметноста е предвесник на филозофијата, така и модната индустрија е предвесник на трендовите во интериерното уредување, како што модната индустрија сега наметна некоја брза мода, нели, за промена и така натаму, на мешање на стилови, декаденција, ваква или онаква, така и интериерите веќе започна последните 2 декади започнаа да доживуваат една своја масовна трансформација во контекст на стилови. Целата таа приказна најверојатно е започна на германска компанија во 1981 година, создадена во Минхен од двајца супер дечки, еден маркетинг гуру, а другиот бизнис гуру. Не еден архитект. Не. Тие двајца дечки денес се уште ја водат истата компанија, после 43-4 години, од 81. Таа компанија прави турновер повеќе од 2 милиарди евра на годишно ниво. Распространета низ 100 земји, се вика Каре. Зошто прерасна во таков конгломерат на генерирање на стилови, бидејќи беа први кои што започнаа да излегуваат од класичното, од она клише на размислување што е тоа интериерен дизајн. За прв пат започнаа да размислуваат дека дизајнот треба да биде блесав, треба да биде откачен, треба да биде декадентен, треба да воведува инстанции од секојдневното живење, секојдневните средби со природата, со органското, со технолошкото, со рустичното, со традиционалното, со азиското влијание, со, не знам, од Јужна Америка влијанието, со влијанието од Индонезија и од Бали и така натаму, да сите тие стилови преку Каре ги именуваше, ги постави на таа една интелектуална, архитектонско, естетска мапа на светот и ги оформи како стилови. Денес тоа навлезе многу силно во доменот на интериерното уредување во целиот свет. Денес на сите ни е познато дека станот може да биде индустријски, може да биде елегантен, може да биде традиционален, може да биде јапанди, може да биде бохо, може да биде не знам каков. Се заедно. Да, не знам, може да биде Африка, може да биде, не знам, soft touch, може да биде silk, не знам, glam, shiny и така натаму. Тоа се све некои терминологии кои што ќе се изгубите читајќи ги. Скандинавијан се малце и по држави почнавме да ги викаме. Да, баш така, да. И најверојатно тоа е една тенденција која што го ја надополнува личноста, како што спомнавме претходно. Тоа ни беше нас потребно, луѓето си го побараа тоа, да си имаат свој стил во кој што тие ќе се пронајдат и во кој што ќе живеат, во станот во кој што ќе си го уредат. Не зборуваме тука за колку пари чини уредувањето. Тоа може да се направи со многу малку пари или со многу пари. Стилот нема вредност. Имаше она бохо стил. Да. Као за тераси беше. Да. Па имаш бохо шик, па имаш бохо шик. декадент индастријал, па имаш, не знам, како што во филмската индустрија веќе имате стилови на филмови, исто така како што во уметноста имате стилови на сликарство или на не знам што во литературата, така и во естетиката. Нели има и некои идеологии зад одредени типови на уредување на простор. Така. Не знам, последно книгата ја читав Хиге со тие малите осветлени делови, да нема едно светло многу на едно место, туку на секаде помалку, па не знам што. После тоа првото такво нешто што сум го слушнала е она фенг шуи. Што значи фенг шуи како концепт на уредување и зошто стана толку популарен? Цели генерации си ги уредуваа на тој начин домовите, па некои одредени верувања што ги има во тоа се користеа, не знам, огледалото каде треба да биде, каде не треба да биде. Види, фенг шуи може да се опише и на строго технички
строго техничка наратива. Тоа не значи дека е суеверие, туку пак тоа сите тие концепти за фенг шуи може да се опишат и зошто тие функционалистички во просторот треба така да бидат. Нормално сите тие после правци се китат со некои дополнителни елементи за да си имаат некој си свој концепт на функционирање. Ако отворите класичен учебник за проектирање на интериер напишан од Нойферт, тоа е една библија за архитекти, што ги имате сите цртежчиња, сите ситуации во станот на книга од 1000 страни, кај што ги па мислам и за училници, за се може сите тие работи. дистанции помеѓу колку треба да висока масата, столчето од зидот, колку цоклето на кујната треба високо за да може џогера да влезе за да изчистите до таму прашинот. И така натаму од каде да паѓа. Значи сето тоа е пропишано со некои си златни стандарди во проектирање кои што се менуваат и тие. Кујната беше 85 сантима, сега ја проектираме веќе 90, човекот во 50-тите години бил понизок од човекот што е денес. И така натаму друг тип на приправа на храна. Фенг шуи исто така се обидува да ги начне тие концепти технолошки низ една спиритуелност и да покаже што е добро за духот и што е здраво за духот. И што се на пример некои од основите? Ако некој сака да го уради во тој стил станот, што е она прво што го размислува? Да најдете човек што се занимава со фенг шуи. Јас не сум тој. Не, пример. Што би биле некој, не знам, јас стварно слушав. Дали има логика тоа да да влезеш од врата и одма да не се видиш во огледало? Знам, тоа беше нешто како еден од примери. Тоа е стандард, нели, огледалото да не биде на чело тука десно директно, но не да не се видите вие, него за да не избегала енергијата. Као вие вашето се огледа, па излегува низ вратата енергијата. Да, ама и чудно е. Чудно е, да. Во, например, исто така има едно правило да во спална соба кога ќе влезете, кога ќе отворите вратата од спалната соба, да не биде леже одсвртен со главата кон вратата тука. Затоа што кога стануваш некој може да те мавне по глава или? Не, тоа доаѓа фенг шуи го објаснува на еден начин, но техничкиот начин доаѓа од една многу пофина идеологија, таа е од она клучното во нас, она генетското во нас запишано да ние секогаш треба да се чувствуваме заштитени, а тоа е дека никогаш не сакаш да бидеш изненаден, никогаш не кажеш да ти влегува некој од позад грб. Секогаш треба да си визави, зашто ти го имаш во себе секогаш проблемот доколку имаш врата позади тебе. И да не сакаш, и да не знаеш, тоа генетски во кодот ти е запишано. Некако ти прави немир во тебе. И са тој немир е опишан така. И са тоа можете да биде фенг шуи, може да биде, не знам, технички зашто е така, или пак ова друго што го кажав, социолошки моменти и така натаму. Така што тие нормативи произлегуваат од суштината на тоа како ние се осеќаме среќни и безбедни и удобни во просторот. Данците го објаснуваат преку концептот на хиги, на среќа. Тоа за нив значи осветлување на еден специфичен, суптилен начин, бидејќи во скандинавските земји им превладува темнина. Таму немаат сонце, имаат многу малку, да не збориме во Норвешка погоре, каде што имаат и со месеци кога што им е темно и така натаму. Така што секој си наоѓа нишка како да ги реши тие проблеми со кои што се соочува и оттаму наоѓа правилници кои што се напишани и се објаснети или преку спиритуелност или преку технички јазик. Што да биде македонскиот правилник вака? Види, има една на средина маса и секој да може да си дојде. Да, видите, си имаме ние наши традиционални потреби, затоа дека што е нешто што на пример во можеби некој холандски дом не би се нашло или во некој друг дом, а во македонски сите сакаат да го имаат. Маса на пуштање. Маса на пуштање? Па да, кај нас само. Па да, стандард. Да, така е. Во Холандија масата е во ќош стајана, двајца седат, зашто таму немаат гости на никогаш не викаат. Или на шанк на брзина да се јаде нешто да се излезе. На пример. Да, кај нас мора да имате кујна сериозна, па мора аспираторот кај ќе биде, тоа е тема, па колку влечел тој, зашто кога се прави зарзаватот и не знам купусот кога се вари 3 сати. И целата таа работа тоа си доаѓа од некои си традиционални пориви и тоа е богатството кое што го имаме. И тоа ги дава тие насоки на тоа како ги концепираме просторите внатрешно. Значи тоа е наша некоја, може не е само македонска работа, сигурно и балканска и пошироко, ама маса на извлекување ми е супер пример за. А и софа на извлекување, мислам, тоа софата ако не е слипер софа, ништо, па ја вода. Точно. Зашто кога ќе дое сега нели све крвата, она пријателот кај ќе преспие ако нели.
Мене тоа ми се допаѓа кај нас, дека сме така поотворени, домот го отвараме и зошто да не. Тоа е нешто Супер. што треба да Мислам, се го сакаме. Тоа е нешто што е го гледаш голем потенцијал од во тоа и како што велиш, тоа е таа целата позитивна атмосфера која што ја прави таа некоја македонска мисла или македонски концепт на делување во просторот. Треба да го зачуваме, да го негуваме тоа. Сега што е следно, затоа што многу интересни работи доаѓаат. Што е следно што планирате вие да го направите? Слушнав дека ќе има некој простор нов кој што ќе се отвара, ама ајде малку повеќе за тоа, за да завршиме на висока нота. Со најава. Да, отвораме еден мултифункционален простор, нов на Smart Living Design Center во Злокуќани. На 21 февруар треба да биде отворањето. Баш сериозен, голем простор, 800 квадратни метри, open space, со приватен паркинг долу и така натаму. Сакаме, односно ни наложува самиот начин на работа и она што сме го правили, сите чекори во минатото наложуваат на чекорите кои што треба да се случат во иднината. Сакаме да се покажеме себе си во еден поголем формат, едноставно кажано. Сакаме да го покажеме целиот потенцијал на Smart Living. Кај сме мокни, колку се можеме да покажеме, колку се можеме да направиме, колку се можеме да ги задоволиме потребите на луѓето, на граѓаните. Не само преку концептот на лайфстайл, туку преку концептот и на потреба. Нашата компанија е повеќе од способна веќе години назад да дава комплетни решенија во сите буџети. Smart Living можеби го следи некој глас дека сме шик и дека сме шминкери и дека имаме супер парчиња и дека сме иновативни и дека тоа можеби да кошта малку повеќе пари. Не е така. Ние влегуваме во сите буџети и тука сме многу силни. Така да тоа ќе го покажеме од 21 на овој наш нов простор кој што го нарековме Smart Living Design Center. Супер, тоа ќе има и моменти на мебел кој што се спојува или не? Секако ќе има од сите моменти таму. Значи, Добре. Smart Living прави и куини и плакари таму, ќе има и столарија, ќе има куини, ќе има се можно, ќе има кревети, ќе има душеци, ќе има софи, ќе има маси. Маси на Од овие на излекување. отварање македонски. Тоа Да, за слави маси. И така натаму. Ќе има и простор каде што ќе се случуваат ивенти. Може ќе снимаме подкасти таму, баш. Може. Направивме добар стејдж, направивме каде што сакаме да има свирки добри и ќе има. Супер, многу работи се. Ќе треба таму Да. стварно таму да се вклучиме следно, ама супер идеја е дека ќе имаме и ние конечно нешто такво и можеби ќе издадеме една книга како македонски дизајн треба да изгледа во домот, со маси на развлекување, со гарнитури големи за да секој биде добре дојден. Мене ми се допаѓа и ми звучи супер. Фала ти многу што беше гостин денеска. Се гледаме во поголемиот простор. Ти благодарам. Супер беше се. Одличен муавет. Драго ми е.